Соединетите Американски држави, Иран и група регионални медиатори разговараат за условите за потенцијално 45-дневно примирие, што би можело да доведе до траен крај на војната во Иран, објави Аксиос повикувајќи се на американски, израелски и регионални извори. Според Аксиос, медиаторите разговараат за условите на двофазен договор, при што првата фаза е потенцијално примирие за време на кое би се преговарало за траен крај на војната. Втората фаза би била договор за завршување на војната. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека вторник е неговиот рок што Иран го доби за отворање на Ормудската теснина или ќе се соочи со напади врз критичната инфраструктура. Ако не сторат нешто до вторник навечер, нема да има повеќе електрани и нема да има никакви мостови. Председателот на иранскиот парламент Мохамед Багер Галибаф го обвини американскиот председател Трамп дека слепо ги следи наредбите на израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху, предупредувајќи дека целиот регион може да биде вовлечен во поширок конфликт. Галибаф истакна дека непромислените потези на Вашингтон ги туркаат Соединетите Американски држави кон сериозна криза со потенцијално тешки последици за регионот. Иранските власти се децидни, теснецот е отворен за сите, освен за непријателите. Целиот наш регион ќе гори, доколку продолжите со оваа политика. Кина соопшти дека е подготвена да ја продолжи координацијата со Русија во Советот за безбедност на Обединетите нации со цел да се намалат тензиите на Блискиот исток, при што како клучен чекор се посочува итен прекин на огнот.